Една заедничка нитка на две трагедии. Кочани и автобусот на Бесатранс, каде настрадаа вкупно 104 лица, ги поврзува лажна лиценца. Никој во овие 1209 дена или 3 години, 3 месеци и 21 ден не го реши проблемот со проверката на лажните лиценци. Во овој период, како и претходно, секој можеше да има лажна лиценца. Дали е толку тешко да се изгради систем за проверка? Дали системот е намерно или случајно оставен за мито и корупција? Ќе смениме ли нешто после овие ужасни трагедии кои оставија големи лузни во општеството и непребол кај семејствата и кај повредените? За ова зборуваме со поранешната прва антикорупционерка Билјана Ивановска. А за да не гледате, отидете на YouTube, во пребарување на кирилица напишете пари и ние ќе ви се појавиме. Ве замолувам, ако можете, стиснете subscribe, бидејќи тоа многу ни значи за да можеме да создаваме вакви содржини. Гледајте не!